Сдруженијето на новинарите на Македонија изразува сериозна загриженост и најостро го осудува прислушувањето на новинари, со што брутално е суспендиран правниот поредок на земјата и масовно се кршени основните човекови права и слободи. Прегазено е правото на слобода на изразување, приватноста на новинарите и правото на тајност на изворите на информации кои се предвидени во Македонскиот устав. Жртви на прислушувањето не се само новинарите, туку се сите граѓани, затоа што целта на следењето било да се спречи објавувањето на битни информации во јавноста. Ваквото насилство врз новинарите и врз слободата на медиумите во демократски општества не поминува. Неказнето. Го повикуваме јавното обвинителство сериозно да ги разгледа објавените докази за прислушување на новинари и да покрене соодветни постапки. Премиерот Никола Груевски, министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и директорот на УБК Сашо Мијалков мора да поднесат оставка, без разлика кој го нарача прислушувањето. Тие се должни да спречат вакво масовно кршење на уставните права и слободи на граѓаните. Нивното заминување од функција ќе помогне да се расчисти целиот скандал. Од објавените разговори меѓу министри и владини функционери со сопственици на медиуми и уредници се потврдија ставовите на ЗНМ, јавно соопштени во многу прилики во изминатите години, дека медиумите во Македонија не се слободни и се заложници на интересите на власта и на сопствениците на медиуми. Се открие една јавна тајна дека власта со јавни пари ги купува највлијателните медиуми за потребите на дневната партиска пропаганда. Повеќе нема сомнеш дека владините кампањи служат за промоција на општиот интерес, туку се средство кое на власта им овозможува да ги уредува вестите на телевизиите. Ваквата практика мора да престане веднаш. Владата треба да ги суспендира сите владини кампањи во медиумите се додека не се расчисти ова афера. Прислушувањето на новинари го компрометира медиумскиот систем во Македонија и го представи во вистинско светло, како корумпиран и целосно зависен од политиката. Бевме сведоци дека највлијателните медиуми не информираат, туку се средство за манипулација со граѓаните. Ваквата злоупотреба мора да престане и да се санкционира. Единствен излез од ваквата абсурдна состојба е воспоставување на нов медиумски систем и нови контролни механизми на политичкиот систем, кој ќе гарантира независност и слобода на медиумите и ќе спречи нивна злоупотреба во иднина од политиката и бизнисот.